Собственикот на модното студио Црнокрак, Мики Црнокрак, сите овие години е синоним за мода, жени и убавина. И овој пат со мене во студиото на Репортер. Мики, добре дојде. Добро сте најдов, конечно да се договориме и конечно тука, баш ми е пријатно тука. Баш ми е драго и навистина подолго време го договаравме овој интервју. Кажа во најавата, Мики Црнокрак синоним на жени, мода и убавина. Кога ќе размислиш вака колку години си на модната сцена? Многу. Многу. 30, помалку? Преку 30. Преку 30. Преку 30, да. Како тргна твојата модна приказна? Вака ќе те фатам од времето, почни па навака. Па таа е една интересна приказна која јас често сум ја раскажувал. Сосема случајно на нашиот прекрасен Јадран. Случајно ме приметија. И имаше некој брод во местото каде што летувавме и вечерта се рекламираше нека модна ревија и некој избор за мис. Ке се случува на бродот, баш на тоа место каде што ние секој ден си бевме и преку ден на плажа, а и навечер со тие журки забави. Ми приде еден човек ми кажа дека некој од нивните манекени се разболел и дека јас му изгледам како манекен и дали би можел да помогнам да ускочам, да. И ми вика, ти веројатно се занимаваш со тоа. Јас појма немав што е манекенство. Во живот до тогаш не сум имал гледано ни модна ревија, нити сум знаел што како. Но кога видов на бродот колку девојки имаше, разголени така, а ние млади дечки, лето, нели? Си викам, зашто да не? И така тргна тоа све. Јас вечерта ја одработив таа модна ревија и никој од луѓето што беа таму во организација не ми веруваше дека тоа ми е прв настап. Ја тоа го кажав после ревијата. Така. Јас навистина појма немав што е како. Тој брод имаше секоја вечер, секој ден уствари беше во друг град, нели приморието Јадранско е големо и секој и ми кажа вака и вака, вика дечкото што откажа беше од Србија, од Белград, можеш да се врати. Дали би сакал да го смениш до крај на таа турнеја? И јас останав со нив уште 15 дена, поминав прекрасно и така почнав всушност мојата манекенска кариера. А во Скопје во Македонија тек после неколку години. Така, тоа сакам да те прашам сега, кога се врати од одмор, веќе во Скопје кога се врати што правеше? Не се занимаваше тогаш со... Не, се занимавав, али само преку тој менаџер кој го запознав дента, само во Србија. Добро, кога ја започна манекенската кариера во Македонија, во Скопје, пошто ги памтиш ете тие, да речеме, времиња, затоа што ти припаѓаш на онаа златна генерација на манекени и модели кои што се знаеше на телевизија кога ќе се појават и оние први модни реви на Тетекс, на Лонза, се сега и јас кон измагла се сеќавам, ти убаво ги знаеш тие приказни. Така е. Ние бевме неколку манекени и десетина манекенки кои не организираше Марио Липша. И буквално сите модни реви кои се организираа во Македонија, ние бевме ангажирани. Сите не знаеа по име и презиме. Да, така. За разлика од сегашните манекенки кои се речиси сите no name, тогаш сите не знаеа и ми беше интересно, никој не прашуваше колку е хонорарот. Никој не кажуваше не ми е добро, болен сум, не можам, имам други обврски. Ние сите едва чекавме да не повика Марио Липша и да одиме на модна ревија. Каде и да е во Македонија. Се снаоѓавме сами, со автобуси, со коли приватни, позајмени, без дозволи сме возеле. По секакви временски услови, али ни било мерак, стварно сме го работеле тоа од љубов. Како беше да се носиш со популарноста во тоа 20-21, колку години си имал сега јас? Па да, меѓу 20 и 30, тоа те ангажираа на спотови, реклами. Интересно беше, навистина. Годи кога ќе те препознае некој, дали на улица, дали во кафиш, дали било каде. Интересно е, ти побарат да се сликаат со тебе. Далеко од тоа дека ние сме биле не знам какви звезди или нешто. Во Македонија сите се звезди. Мислам, кој сака да биде звезда може да биде звезда за 2-3 недели, 2-3 месеци.
Али интересно беше, навистина беше интересно, нешто ново во нашите животи и навистина радо се сеќавам на тој период во живот. Во тој период се запозна со Светлана. На модна ревија беше присутна за Да, каде другде ако Так. не на модна ревија. Марио Липша го спомнав пред малку. Ми се јави, ми кажа дека треба да одиме на модна ревија во Битола. така. Јас тогаш имав кола и ми кажа треба да некако се организираш, еве ти број, да ја земеш Светлана Керазовска. И сега ја знаев неа од избори за мис, она беше мисица, тогаш беше попозната од мене нормално. И ми се пресекаа нозете. Ама она ми се допагаше уште, сам нормално. И викам леле, што правиме сега? Светле треба да си. Да. И јас си се јавив, малце глумев лудило и преку телефон, а и додека одевме на Битола. И беше со нас и уште еден манекен, Томи. Ја и Томи углавном се правевме муабет и Светле не ја рецкавме воопшто. Меѓутоа не дека не кевме, него јас од трема, од возбуда, така малце глумев лудило, али сакав да испаднам фрајер, нормално, али срцето и кога стигнавме таму, кога имаше проба, се случи нешто многу интересно. Светле, не знам како, почна да паѓа, кога бевме наредени сите за дефилето, почна да паѓа. Јас се фатив, паднавме заедно и тука се направи нека прва хемија меѓу нас тука се направи, така почна се. Така. И од таа модна ревија до денес колку години сте во брак? Преку 25 години. Две керки, како мислите овие години? Еве, целиот твој живот си обкружен со убави жени, работиш со манекинке. Како Светлана? Добро, таа е нели дел од модниот свет, меѓутоа како се носи со целата оваа работа? Па добро, значи бидејќи потекнуваме од истата бранша, на неа се тоа е нормално. Секогаш знае кај одам, со кого одам и што правам, дури и си даваме, ден си даваме совети еден на друг, си даваме поддршка еден на друг, нормално. Така да, апсолутно немаме проблем што се однесува до таа работа. Она знае дека секогаш сум обкружен со жени и тоа ми е буквално тоа ми е работа. И дома имам само жени, нон-стоп жени. Да, нон-стоп си со жени, јас убаво кажам на Евата си. И куќе имаме сега и куќето е женско. Добро, како дојавте до идејата за да ја создадете модната агенција Црнограк? Кога ние почнувавме со нашите манекински кариери, немаше модни агенции. Така, да. Ние сами си се организиравме. Го спомнав уште еднаш, го спомнав Марио Липша, он само ке ни се јавеше и ние знаевме све што треба да правиме. Значи и шминка, и фризура, и превоз, и проби, све си правевме сами. Но кога обемот на работа се зголеми, кога стварно имаше премногу модни ревии, фотосесии, снимање и така натаму, и кога имаше веќе многу манекени и манекинки, оценивме дека созреа услови за да се оформи една вистинска професионална модна агенција. И си рековме, ајде, ке пробаме. Буквално седнавме на еден ручек, кај Светле, викаме, ајде, да пробаме 6 месеци еден пробен период, како ќе оди. Ако трне добро, зашто да не си го работиме тоа? Ако не сме живи здрави. Да не ни биде криво што не сме пробале. И пробавме, речиси сите најпознати манекени и манекинки тоа време во Македонија дојдоа во модното студио Црнограк и испадна навистина многу повеќе, многу подобро од она што го планирав. Така. Колку е денеска тешко или лесно да се најде вистинска манекенка и професионална, како што сте биле вие, да речеме, на... Сега има многу повеќе убави, згодни, како девојки, така и дечки, нормално, но се помалку има културни, воспитани, навистина имаме голем проблем. Како доаѓаат новиве генерации,
навистина имаат недостаток на основно домашно воспитување, на основна култура и многу тешко ни е да се разбереме со нив. Воопшто немаат почит према нас, према нашата работа. Ќе дојдат во агенција малецки со 12-13 години. Ќе израснат кај нас. Вложуваш во нив и труд, и пари, и све, за да кога ќе пораснат, за да тоа све ти се врати и да заработиш од нив. Нормално, таа е работата. Ние живееме од нив, од процентот кој го добиваме од нив и така натаму. Меѓутоа, они малку кога ќе се осетат дека се големи, а далеко од тоа дека се они големи, на некој начин го вртат грбот и прават работи кои апсолутно врска немаат со тоа што треба да го направат. Ние за секоја девојка, за секој дечко имаме стратегија, што би можеле и како би можеле во иднината. Во зависност од нивните амбиции, до каде одат, некои се задоволуваат со локал работа тука, Скопје, Македонија и толку. Некои имаат амбиции да отидат подалеку. За тие нивни предизвици кои ги очекуваат надвор од границите на Македонија, сите сакаат да идат во Италија, Франција, Шпанија, сега е актуелен истокот, но тоа што ги очекува таму е далеку од тоа што они го прават тука. И мораме да ги подготвиме на сите предизвици што ги очекуваат таму. Навистина е тешко да се биде манекен надвор. Вистински професионален манекен и со таквото нивно однесување, непочитувачко према нас и нашата работа, никаде нема да стигнат. Ретки се, има, нормално дека има, но ретки се тие што можат да успеат надвор. Како изгледа еден избор за убавине? Знам дека ги имаш лиценците за речиси сите, скоро сите најпознати. Преку 40 избори за интернационални. Како изгледа еден избор за убавине? Секогаш ме интересирало колку дена останувате таму, што се случува со девојките, кои се критериумите за да учествува на тој избор? Сите се различни, и во главном организаторот одлучува како тече еден избор за убавина. Од прилика, еве мене ми е омилен изборот за Мис Глоб. Така, Мис Глоб, да. Мис Глоб, бидејќи на Мис Глоб сме уште, јас лично испраќам девојки да ја представуваат Македонија уште пред да постои модното студио Црна крак. Некои си 25-30 години веќе. И тој избор обично трае меѓу 15 и 20 дена. И првите 70% од времето е нон-стоп шетање. Така шуба. Нон-стоп шетање и од тоа шетање се прави, тоа све се документира и на крај на финалниот избор се прикажува и многу интересно изгледа. А последната недела дена, отприлика последните 6 дена или 6-7 дена се подготовките, подготовки на кореографија, бидејќи секогаш се огромни сцени на кои треба да продефилираат 50, 60, 70 девојки некојаш. Од цел свет, да, и многу е тешко тоа све да се укомпонира во оние финални 2-3 часа кои идат и директно на телевизија и све, така да од прилика кога се работи за Мис Глоб е таков концепт. Ама едно само да те прашам, дали ја доби лиценцата за избор на Мис на светот или се уште има Лидија Велковска? Постојано бевте во некој конфликт околу тој избор на Мис на светот. Мене ми е веќе смешно да зборам за тоа. Јас никогаш не сум сакал да ја земам таа лиценца. Таа лиценца ја имаше порано Лидија Велковска, сега ја нема никој за жал. Ја имаше Лидија Велковска и јас дури сакав на неколку низини избори да ја помогнам. Дури и праќавме и наши девојки кои би учествувале на тој избор. Но навистина со неа беше невозможна соработката и многу ми е жал што во моментов не постои воопшто изборот на Мис на Македонија за Мис на светот. Дури последните беа во некој ТВ студија 10 на 10 метри, каде што Лидија сама си решаваше која ќе биде победничка, што навистина не е окей за еден таков избор и дојдовме до тоа да бидеме една од малкуте држави во светот која нема избор за Мис на Македонија за Мис на светот и немаме представничка на Мис на светот, што навистина е жално и мене
мене лично ми е срам ради тоа. Колку години има сега Моника? Моника сега има 23 години. 23-13 години се разлика со помалата Нина. И двете некако тргнаа во вашата приказна. Не знам, да избереа некоја друга професија, што ќе ги посоветуваше? Или да речеме, онаа негативна страна на манекинството, кога би ја погледнал. Без никаков проблем реши твоите керки да се занимаваат со манекинство? На нас ни е драго што било како се инволвирани во оваа наша работа. Моника, Нина е уште мала, ќе видиме за што ќе се реши, но што и да решат они да работат во животот, ќе имаат секако наша голема поддршка и јас не сум од оние родители кои имаат болни амбиции децата да им бидат тоа што тие биле, така да многу драго ми е што барем во еден дел и Моника и Нина се во наша. Ти сакале или некеле кога беше Моника малецка, кога немаше кој да чува, она нонстоп беше со нас на проби, на курсеви, секаде, така да сакала некеле, она секако мораше да си најде своје катче во, така да кажем, во ова наша. 13 години колку ја почувствувавте помеѓу керките? Или дали и сега ја чувствувате, пошто Па многу беше интересно да се биде одеднаш и на факултет и во градинка. Буквално, значи паметот ти е и на факултет кај и за дечко да правиш муабет и да правиш муабет за и тато сакам баков точак тротинет и таа. Така да интересно и еве и сега веќе кога се и поголеми пак е интересно. Пак си со едната страна на паметот со вамо, а со другата страна вамо. Татко се Мики. Па мислам дека не. Мислам дека строгиот дома е на мојата поубава половина. Така. А не личи за така кој може да вочите малку. Тоа ќе треба да ја прашаш Моника, Нина уште мала ти одговори, али Моника мислам дека би можела веќе да одговори на ова прашање. Али мислам дека јас сум она поблагата страна. Важиш за најдобар голман од естрадата и од јавните личности. Дури и поранешниот селектор Мрме те стави во најдобриот тим. Чим Мрме ме ставил, значи дека... Се сеќавам дека некаде го правеше најдобриот тим на естрадни јавни личности и рече најдобар голман е дефинитивно Мики Црнокрак. Играте уште фудбал? Од каде таа љубов кон фудбалот? Па фудбал, јас сум играл уште од мали нози, тренирав фудбал. Така? Почнав во Локомотива тука во Карпеш, бидејќи најблиску ми беше, нели, и јас почнав како центарафор. Така. Како центарафор и на еден тренинг имам со шут со глава имам удрено голман у глава кој паднал у несвест. Да, и јас сакав да бидам центарфор цел живот и затоа го сакам Дарко Панчев цел живот. Но повредата ме спречи и јас ради повредата станав голман. Станав голман, имав така една фина кариера, дури бранев и во Австралија во втора лига, во голем фудбал, а во мал фудбал во прва лига во Австралија. Една кратка, но сладка кариера и навистина ми е жал што поради повредата не можев да направам некоја поголема кариера и кошарка сум тренирал и пливање и ватерполо и све. Ама зимно време не може човек да те најде зашто си постојано на скијање. Од каде толкова љубов кон скијањето? Скијањето ми е посебна љубов. Значи зимскиот период кога ги бирам спортовите секогаш ми е скијањето на прво место и кога е убав ден не може да ме најдеш во Скопје. Тогаш сум тука блиску. Шапка Мавро, она еднодневно скијање, но никогаш не сум тренирал скијање. Скијањето секогаш ми било она вистинска љубов. Цела фамилија и Светлана и децата така комплетно. Цела фамилија скијаме и буквално е празник денот кој ќе решиме сите заедно да одиме на скијање. Добро, ни сите овие години не се променил многу и изгледаш исто колку внимаваш на линијата, колку еден, еве и како поранешен манекен, колку внимаваш што ќе јадеш, колку спортуваш. Многу. И нема да излажам ако кажам дека јас сум 35 години на диета. Ама Мики, каква е таа? Која е идеалната диета за еден за некој што сака да се занимава еве со ова? Значи мораш да внимаваш на исхрана. Јас кога ќе отидеме по овие избори, тогаш нели во оние 5 звезди хотели со шведски маси 200 метри тешко е да се одолее, нели? И неколку дена да се опуштам, одма качувам килажа. Таков ми е метаболизмот што ако не внимавам на исхраната, значи одма качувам килажа. И
ете, преферирам многу овошје, свежо овошје, нели, зеленчук и нешто малку плюс. Така да, така функционирам А многу, готвиш, да многу, речеме, многу дали години. си до ние мажи што готват или... Јас кога ќе станам, од моментот кога ќе станам, кога сум дома, збориме, нели? Така да. Иначе, кога сме... Еве на дамите дома, има ли некој посебен... Моје од кога ќе станам до ручекот. така. До ручекот. И дел од ручекот може понекогаш. А после тоа натаму е обврска на мојата сопруга, така да и мерак ми е да сум у кујна да чачкам, да си правам. Имаш некој посебен... И обожавам кога ќе сум дома и кога ќе си спремам за јадење тоа што сакам да го изедам. Така. Кога сум надвор од дома, се снаоѓаш. Не можеш и некогаш и ме гризе совест кога ќе ставам уста нешто што тој ден не ми било во планот, нели. Добро, нели е малку тешко 35 години да внимаваш што ќе јадеш, колку ќе... Многу е Сикаш тешко и некој ден денес, шамамба да ја се опуштам. бидејќи јас сум голем гурман, јас сакам многу да јадам, сакам и многу сакам све да пробам, а мораш да се воздржуваш и кога дојдов до ситуација на тие што ги спомнав 200 метра шведски маси, да изберам тоа и да затворам очи, да свртам грб и да ми биде окей, тогаш више сватив дека никогаш нема веќе да имам проблем со консумација на здрава храна. Некогаш кога се родендени, кога е, што знам сега, Велик ден Божич, такви работи, ајде, ќе се опушти човек, на после наредните неколку дена пак се... Ама колку е лесно или тешко сега со 3 жени дома, па да ми кажеш, ај не јаде толку полека, поготово на жена кој ќе каже, слушај, многу ја. Биди, искрено имам проблем дома да им, кога им укажувам на тие некои, јас имам некои правила кои сакам и они да ги упразнуваат, но ете имам проблеми. Ај доста ти се англиси своја работа, ние остајне нас, но моје да кажам, моје да сугерирам, сега колку ќе ме прифати, тоа е друга работа. Реков на почетокот дека има специфично презиме. Која е приказната за твоето презиме? Па приказната е многу едноставна, татко ми е од Далмација. Така. И он е дете на мешан брак, татко му е србин, мајка му е хроатица. И презимето е Црнокрак, изворно од таму од кај што е роден и Каде е роден, извини па тоа е во околината на Биоград, на море, Бенковац, Задар, тука негде во таа околина. Буквално 10-15 километри од море. Така да ние со брат ми кога бевме помали, штом завршеше штом почнаше летниот распуст 10 јуни, одевме таму и се враќаме на 1 септември. Ние не знаевме како изгледа Скопје во лето. Значи морски луѓе, така да кажам. Одите сега таму, имате нешто или? Одиме, но не можеме толку. Не можеме толку. 10-15 дена во сега за последниве неколку години почнавме да одиме таму секој лето по 10-15 дена и навистина ми се враќаат оние спомени од детството. Од детството, да. Што го памтиш детството? Еве кога го спомна веќе. Дека ставам се пред крај, уште 2 прашања имам. Во кое мало растеше во Скопје? Во Скопје расте во Карпаш 1. Во Карпаш 1. Во Карпаш 1 на Иван Аговски кај полицијата старата, мислам и сега е таму полицијата. И навистина тоа го паметам и ќе го паметам цел живот и ден денес кога поминувам таму баш ќе поминам од кај што улицата и си го гледам балконот и прозорот кај што ми беше сопчето. Добро го спомна татко ти, сакам само тука да ја спомнам и мајка ти која што неодамна почина, мислам пред 1 година, така беше. Па скоро. И прилично изборувавме во еден разговор или кога се договаравме за интервјуто, рече прилично тешко го прифатив тоа. Што наследи од твоите родители? Еве конкретно од мајка ти. Па мајка ми ме научи на многу работи. Првенствено да бидам културен и убаво воспитан, што е најбитно. И татко ми е војно лице, беше лице. Така и дојде во Македонија и ја запазна мајка ми од Тетово и јас сум роден во Тетово, али кога сме бил многу мал, сме се преселиле во Скопје и фактички цел живот сум во Скопје. И таква една, значи, ex-ju фамилија,
Мада јас уште се чувствувам дека сме Па една добро, таа една генерација, југословенска, она стара југословенска школа, која никогаш веќе не може да се случи на овие простори, што мене многу ми е жал. Јас сум отворено да кажувам југоносталгичар и многу жалам и многу патам по тие времења кога немавме ништо, а имавме све. Така. А сега немаме ништо и немаме ништо. И немаме ништо, така. Мики, за крај се вратив со Банско, освоивте 7 титули, кој е следниот избор за убавина? Морам да споменам, пред малку заборавив, пред да одиме во Банско, бевме во Бејрут, така, на изборот за Мис Европа, така. каде што бевме со две наши девојки, две представнички на Македонија и таму успеавме двете девојки да освојат титула. Едната Мија Стериоска ја освои титулата втора предужничка, трето место, мислам фантастичен успех, и втората девојка беше Ана Брзанова, која ја освои титулата Мис Френдшип, така да во изминативе месец дена 2 големи избори за убавина и 9 титули, мислам, тоа е фантастично. Мики, ти благодарам што беше гостин во студиото на Репортер. Ти посакувам овој великденски празници. Благодарам и на тебе на поканата и уште еднаш сакам ти се извинам што никако не успеавме да најдеме успеавме, извини, ама успеавме да најдеме термин. Требаше со Светлана заедно, ма тоа ќе го оставам во некоја друга прилика. Па може следниот пат кога ќе направиме уште еден ваков голем успех. Мојот голем пријател Жан-Клод Ван Дам. Да, ете, само тоа ќе заборавив. Како испадна средбата со Жан-Клод Ван Дам? Жан-Клод Ван Дам беше специјален гостин на еден избор за убавина кој се одржуваше во Анталија, да. И ние мислевме дека некој се шегува со нас кога ни кажа дека он ќе биде специјален гостин и член на жири комисијата која одлучува нели за победничките. Но на вистина уште првиот ден кога дојдовме таму, он веќе беше таму. Прекрасни спомени со него, прекрасна личност и ден сме во контакт. Во контакт се, така? Да, обавезно. И договаравме дури и да го донесеме во Скопје. Ајде, донеси го во Скопје и донеси го во студио. Ако ние имаме обврски и не можеме јас и ти да се најдеме тука со месеци договараме, замисли колку он има обврски, така да се надевам дека еден ден ќе успееме да го донесеме тука барем на еден викенд. Те чекам да кажеш дека е Жан-Клод Ван Дам тука во Скопје. До тогаш ти благодарам што беше гостин во студиото на Репортер. Благодарам на вас.